вечер, Атанаси. Слушило и се на майка му, иначе денеска се фатени на дело. Почитувани гледачи, добро вечер. Емисија со лесно буревесник на М телевизија. Наш веќередовен термин петок навечер, пред викенд. Вечерва имаме сладко издание, затоа што имаме топ ексклузива. Ексклузива која другите не сакаат или не смеат да објават. Неодамна пишував на тема за која, како и за сите слични опасни теми, се молчи во јавноста. Темата е поврзана за една вистинска драма со криминален заплет кој се случува во македонската радиотелевизија. Генералниот директор Маријан Цветковски, заедно со премиерот Христијан Мицкоски, водат грчевита борба да не заврши во притвор раководителот на секторот за јавни набавки Дамјан Галевски. Го спаселе од притвор, ама од истрага не е спасен. На распит пред судија за претходна постапка, Галевски бил темелно испрашуван за криминалните трансфери кои директорот Цветковски ги смислувал, а тој ги реализирал. Одземен му е лаптопот на Галевски. Прашав во Министерството за внатрешни работи и добив одговор дека раководителот на секторот за јавни набавки Дамјан Галевски е во предистражна постапка. По наредба на јавен обвинител и судија на претходна постапка се превземаат действија за обезбедување докази. Засега Галевски само е повикан да пее кај судија за претходна постапка. Тој треба во консултација со обвинител да донесе одлука за примена на мерки против Галевски или да му даде статус на сведок соработник во натамошна постапка спрема генералниот директор Маријан Цветковски. Тој пак рикал и цркал на исходниците на скоро мртвата МРТВ за Дамјан Галевски да не биде изнесуван со лисици од зградата, оти многу луѓе гледале. Завршило без спектакл, како што се приредува за оние кои не се блиски до ДПМНЕ. На таквите неподобни им се внесува камера в лице, а новинари папагали имаат подготвени понижувачки прашања. После распитот на Галевски во кривичен суд, Цветковски продолжил со цркање во ДПМНЕ и во владата кај премиерот Мицкоски, со апел да се запре со сите вакви постапки, за да не експлодира криминалот со трансфери на милиони евра кон приватни продукциски куќи, процедура која тече во континуитет наназад 15 години. Инаку, Маријан Цветковски е режисер на пресметка со неподобните вработени во македонската радиотелевизија. Неретко, неподобните со високо образование имаат помал коефициент од оние со средна стручна подготовка, ама се подобни. Цветковски има воведено во македонската радиотелевизија оценување, па им пишува петки на послушните и подобните, за да може по тој основ да ги награди со 13-та плата. Цветковски и неговите ДПМН соработници од раководството на македонската радиотелевизија изготвиле криминална систематизација, дополнувана од некомпетентни вработени кои немаат допирни точки со професиите кои се битни за продукција на програма. Голем број раководни места со години стојат празни, оти нема подобен и послушен кадар да ги пополни, а нивните задачи ги вршат необразувани и нестручни вработени за варијабила кои воедно злоупотребуваат работно место, местејќи се самите себе на работа во викенд и на празници, само заради поголем приход. Раководители на оделенија и сектори, кои по решение се административци, ги одземаат работните задачи на вработените од истата причина. Систематизацијата
во која работни места со средна стручна подготовка имаат повисок коефициент од оние со високо образование и која треба итно да се преработи по примерот на државни и јавни сервиси од соседните земји, стои во место. Уреднички и раководни кадри кои немаат високо образование го водат јавниот сервис. Со години неунапредени внатрешни кадри кои ги исполнуваат сите услови по старши образование чекаат, летаат во место. Инаку, најнова одлука на Маријан Цветковски е да го ангажира како надворешен соработник неговиот претходник, Ефтим Гаштов. Тој од македонската радиотелевизија си замина откако беше откриено дека има фалсификат диплома од некаков факултет за одбрана, мир и безбедност. Мораше да поднесе оставка од лични причини и да си замине од МРТВ. Генералниот директор Маријан Цветковски проценил дека овој скандал на Гаштов му е заборавен, па го ангажирал по најново како програмски советник. Како и да е, истражните органи влегоа во МРТВ. Цветковски, премиерот Мицковски и послушниците на ДПМН во државниот јавен сервис не спијат мирно. Му дојде крајот на долгогодишното криење на ѓубрето под тепих. Втора тема во денешната емисија е она што се случува во Комисијата за избори и именувања во Собранието на Република Северна Македонија. Според мојот извор од Собранието се случуваат незаконитости при изборот на председател и членови на Комисијата за заштита од конкуренција. Председателот на комисијата, истовремено и генерален секретар на ДПМН, Ѓорѓи Сајковски, писмено бил предупреден какво гласање се подготвува на седницата одржана на 4 ноември. Наводно гласале за лице кое не исполнува услови да биде член на таа комисија, за Валон Елези од Куманово, предложен од партијата на председателот на Собранието Африм Гаши. Според изворот, Вален Елези нема познавање од доменот на конкурентност, нема знаење од финанси, јавни набавки и банкарство, потребни предуслови за членство во оваа комисија. Воедно, воопшто не доставил сертификат за знаење англиски јазик и потврда дека нема забрана за вршење професија. И покрај писменото известување до комплетната комисија за избори и именувања, предлогот за Валон Елези мазно поминал на комисиска расправа за да се гласа понатаму на пленарна седница на Собранието, а отпаднале кандидати кои ги исполнуваат сите услови. Но, на 12 ноември, на пленарката, кога оваа точка била ставена на дневен ред, како 9-та по ред, сепак во последен момент била повлечена. Наводно, ќе се објавува нов оглас, кој ќе одговара на оние услови кои само Валон Елези може да ги исполни, ама суштински, пак нема да помине онака според закон. Не смее да помине некој што исполнува законски услови, бидејќи не им треба способен, туку послушен. Додека ви го презентирав ова, можете да ја следите мејл пораката, испратена до целата комисија. Во последниот дел од емисијата само кратко ќе кажам дека вчера го побарав министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Го прашав зошто не е поднесена кривичната пријава против оние службеници и носители на јавни функции во МВР кои наводно го прекршиле законот во делот на доделување дозволи за носење оружје. Имам неофицијална информација од јавното обвинителство, според која нема никаков основ за нивно кривично гонење на сите оние кои добиле отказ од Тошковски по тој основ. Тој за нив најави кривичен прогон, ама веројатно се преиграл и само создал услови сите кои добиле отказ во иднина да го тужат Министерството за внатрешни работи за незаконско бркање од работа. Министерот Тошковски го прочита моето прашање, ама не одговори, па му допишав дека најчесто не одговор е најдобар одговор. Почитувани гледачи,
Тоа беше нашето вечерно, петочно издание на емисијата Со лесно буревесник на М телевизија. Имајте пријатна и убава вечер.